Почитувана колешке, после 12 април ќе се ревидираат сите законски решенија што ги носеше оваа влада, вклучително и позајмицата од 200 милиони евра за завршување на автопатот Кичево-Охрид, со спорниот анекс на договор, најголем во историјата на Република Македонија. Бидејќи ништо не е поразлично од претходниот закон што го донесе владата на ВМРО-ДПМН, се работи за истата кинеска банка, се работи за истиот автопат кој што требаше да биде 200 милиони евра поевтин и не знаеме за колкава провизија се работи во овој момент. Бидејќи ваша носечка теза во кампањата, во спуштањето на бомбите беше дека се работело за некакви провизии. Ако провизијата на 400 милиони евра првично проектираните била не знам колку проценти, колку е за 600 милиони евра за истиот автопат. Со тоа ќе се занимава следната влада, а вас очигледно ви недостасуваат многу баби перси, како таа вчера женичка во општината Ѓорче Петров, која што најпросто и едноставно ви ја кажа вистината и илузијата во која што живеете, во инфраструктурната илузија. Вас ви требаат многу такви перси на сите локации низ Република Македонија, на сите регионални и локални патишта, за да ви ја кажуваат вистината. Бидејќи опколени од вашите поддржувачи кои што мислат дека живеат во идеален свет, вие не реализиравте ништо од она што беше ветено. Ви благодарам.